Почитувани сограѓани, почитувани медиуми, денеска на мое лично задоволство, секако на задоволство на цела општина Струмица, гостин ни е министерот за транспорт и врски, мојот пријател Благој Бочварски, и заедно со советниците, со секторот за урбанизам, со секретарот на општината, дојдовме овде во населено место Банско, за да видиме како се одвива изедбата на капиталниот проект и барање на жителите на населено место Банско, тоа е фекалната канализација. Од тоа што е планирано за реализација, 10.000 метри фекална канализација се веќе реализирани, ни остануваат уште 2,5 километри до конечна реализација. Секако разговараме за предизвиците со кои што се соочуваме околу самиот проект, тоа се фекалните колектори, за кои се надевам дека со заеднички напори ќе ги оттргнеме и таквите проблеми и конечно ќе го реализираме целиот проект. За да биде сликата комплетна и целиот проект реализиран, би требало на крај да завршиме со изведбата на пречистителна станица на отпадните фекални води, за да ги поврземе во реката Водочница и навистина да добие населеното место една целина и секако да ги решиме долгогодишните проблеми на жителите во населено место Банско. Вреди да се спомене дека целиот проект чини 42 милиони денари и е плод на таа симбиоза и соработка која што ја има општина Струмица заедно со централната власт, во конкретниот случај со Министерството за транспорт и врски. И јас сум убеден и ги уверувам граѓаните дека само доколку постои таа симбиоза што ни се случува овие години, ќе реализираме бројни проекти кои што се суштински важен интерес за сите граѓани, односно сите жители на општина Струмица. Овде би сакал да најавам уште еден важен капитален проект за населено место Градско Балдовци, кое што е и изборно ветување и секако проблем на жителите на Градско Балдовци, дека ќе почнеме во 2022 со реализација на фекалната, но и атмосферска канализација во населено место Градско Балдовци. Според првичните пресметки, проектот би чинел околу 80 милиони денари. Важно е за да знаат граѓаните каде завршуваат нивните пари од државата и важниот момент кој што треба да се спомене дека и општинската, но и централната власт точно знаат како домакински да менаџираат со средствата на граѓаните. Ви благодарам.